Не инвестиравме во новинари и уредници, туку во печатница која работи комерцијално, а собственичката структура на компаниите не е критериум за одлучување при распределбата на државните пари. Ова во интервју во отворено студио на 1 ТВ го истакна првиот човек на Фондот за иновации и технолошки развој Јован Деспотовски, откако во јавноста се дигна голема прашина околу распределбата на државните пари на конкурсот на фондот. Така 160.000 евра од Фондот за иновации доби фирмата Каст Инвест, компанија во која вице-премиерот Кочо Ањушев е косопственик. Меѓу грантовите што фондот ги додели минатата недела се и оние на пратеникот на СДСМ Хари Локвенец, кој е акционер во печатницата Гинис од Прилеп, која доби 162.000 евра. Истата сума ја доби и весникот Слободен печат за набавка на машина. Конкретниот случај не е поврзан со иновација, за Слободен печат ако зборуваме, поврзан е со технолошки развој, каде што фондот учествува со 23% во целиот буџет, а компанијата која што аплицирала и ги добила средствата обезбедува 78% од инвестицијата. Финансиската поддршка наменета за набавка на печатарска машина. Значи не финансираме медиум, ниту уредниците, ниту новинарите во самиот медиум, се финансира печатница, која што не го печати само тој медиум, печати во моментот уште 3 други, меѓутоа печати ред други работи за комерцијални клиенти. Деспотовски ги охрабри и другите медиуми да аплицираат на следниот повик во септември ако имаат добра идеја. Затоа што пари на граѓаните завршиле на сметката на фирма во која како косопственик се јавува вице-премиерот Кочо Ањушев, кој е и промотор на владините мерки, како и на пратеникот Локвенец. Деспотовски вели дека изборот на проектите е транспарентен и го прават стручни надворешни соработници, а не тој. Промоцијата на планот и улогата во промовирање на одредена владина политика или мерка, како во овој случај, не подразбира дека има влијание во одлучувањето. Како што го објасни системот, и јас како директор немам влијание во одлучувањето. Опозицијската ВМРО ДПМН побара од обвинителството да поведе постапки за Ањушев и Деспотовски, а тие да си поднесат оставки. Јавно го повикуваме јавното обвинителство на Република Македонија да не спие, конечно да се разбуди и да почне да го гони криминалот. Органите за прогон веднаш да поведат постапка против Ањушев и Деспотовски. Истрагата мора да има за ваквиот однос кон народните пари кои што се трошат и се грабат на секој начин. За да нема притисоци врз истражните органи, Ањушев и Деспотовски треба веднаш, уште во моментов, да си поднесат оставки. Инаку на првиот јавен повик за финансирање на микро, мали и средни предпријатија од планот за економски раст, грантови добија 80 компании или 1/3 од пријавените. Тие добија вкупна сума од 10,5 милиони евра.